500. This is WNZK, Dearborn Heights, Detroit. Your ethnic superstation at 690 days, 680 nights. It's time for the program Oro Macedonsko, with the best music and news from Macedonia, with your host, Boško. Драги слушатели, добър ден! Вие сте на правата радиостаница и во право време ја слушате македонската радиопрограма Оро Македонско. Ви посакуваме приятно разположение. На денешната програма ќе ви донесеме поважни сообщения од нашето иселенешно, црковни прилози, вести. Во 11:30 часот ќе разговараме со една млада девојка, активиста во иселеништвото, потоа интервју со професор по историја Виолета Ачковска. Програмата ќе завршиме со една жална вест. Слушајте не. Најпрво, United Macedonians of the Americans, United Macedonians America of Detroit, по пети пат ве поканува на гала банке во сабота 25 октомври во Македонскиот културен центар на Света Богородица на Рајнрод и 19 мајла. Ке свири и за вас, ке пее Соња Лозановска, естраден уметник од телевизија Тера Битула, заедно со Оливер Бен. Вратите се отворени во 6 часу на вечер, а коктел во 6:30. Влез е $50, во кој е вклучена богата вечера со пијалоци за деца до 12 години бесплатно. Главна атракција ќе биде доделување на стипендии на ученици во Македонија и тукашни студенти од македонско-американско потекло. Воедно на оваа вечер на нашиот починат брат Мишко Васовски ќе му се оддади почит за неговата дадена несабична работа како подпредседател на United Macedonians American of Detroit. Овој свечен банкет ќе оди под мотото Proud to be Macedonian. Ако вие сте горди што сте македонци, тогаш повелете дојдете во сабота 25 октомври во Македонскиот културен центар. За пребување на студентите за scholarship последен ден е 10 октомври. За резервација кај подпредседателот Там Беов, Брајан Цветковски, Лили Симов или Кајмене. Секој капал ќе добие бесплатно CD и аудиокасета, спонсорството 21 United Realty и Property. Воедно на ова гала банка за прв пат во Детройт, актерките од Торонто ќе ви се представат со 12-минутна театарска представа. Направите резервација, ќе биде многу интересно, сабота 25 октомври во Македонскиот културен центар. Ја веден мој прилог. Денес Православната црква Свети Климент Охридски од Дирбон одбележува 85 години црковен живот, почнувајќи на Мичиган Авеню 25 стрит. После 35 години ги ставија темелите на денешната црква Свети Климент на Форд Род во Дирбон, во која црква вечерва одбележуваат 50 години златен јубилеј. Влезните билети веќе пред 2-3 недели се продадени, нема место повеќе. На денешниот златен јубилеј главна атракција е доделување златна плакета за досегашната морална и материјална помош на Майк и Меријан Илич. Од моје лично име, во лицето на Оро Македонско, како долгогодишни спонзори, им ја честитаме вечерашната благодарница што ќе ја примат и им посакуваме добро здравје и добра сетнина на мистер Мисис Майк и Меријан Илиш и на цела нивна фамилија. Исто така, пред 50 години помогна Ник Джордж и Джим Сотиров, Бог да ги прости. Се извинувам доколку испуштив некој име и на крајот да спомниме дека ние македонците во изминатите 85 години градевме и учествувавме во градење на православни цркви под други синод. И конечно во 1974 година собравме сила и се здобивме со велелепна катедрална македонска црква Света Богородица на многу лета.
Драги слушатели, уште во почеток на денешната програма ќе имаме излагање од црковен карактер, припремен од свештеникот при Македонската православна црква Свети Георги Кратовски, отец Горан Трпчевски. Отец Горан, повелете. Во името на Отецот и Синот и Светиот Дух, драги браќи и сестри, слушатели на радиото Оро Македонско, ја ве саботно попладне во поздравуваме и посакуваме да имате убав и успешен ден. И денес, драги браќи и сестри, како и секоја сабота, ќе зборуваме за некои теми од нашиот духовен и црковен живот. Па така, драги браќи и сестри, еве утре, недела, го празнуваме и споменот на сите македонски светители. Во Македонија, во светата земја, самиот апостол Павле со сила Тимотеј и Лука го донесе Христовото слово за спасение на човечкиот род. Мајката Божја, Пресвета Богородица, со стапнувањето, присуството свој на македонската земја ја благослови и таа постана света земја, матица на христијанството во Европа. Доколку некој упати поглед кон минатото, со сигурност ќе ги види дека на територијата на Македонија во текот на вековите се раѓале и дејствувале голем број на Христови војници, кои умирале бранејќи евангелската вистина. И тоа, како што кажав, од самите почетоци, уште од кога светиот апостол Павле со сила Тимотеј и Лука го ширеа благословението и благовестието за спасението на човечкиот род. Токму во тој спомен и во спомен на сите светители кои живееле на оваа наша земја, македонска, Светата Македонска православна црква, во првата недела од месецот октомври, тоа е утре, драги браќи и сестри, со голема слава и чест го празнува споменот на сите македонски светители, кои што со своите благоугодни дела имаат големо значење не само за македонскиот, туку и за целиот христијански свет. Извршувајќи дела достојни за светители, тие се издигнаа кон божествениот живот и Бог ги овенча со вечните венци на славата. Па така, денес ние им се молиме на светите солунски сословенски браќа Кирил и Методи, богомудри и многоапостолни, на патронот на нашата македонска православна црква, светиот Климент Охридски и неговиот најблизок соработник, светиот Наум Охридски, како и на светите Гаврил Лесновски, Григорий епископ Охридски, Прохор Пчински, Јован Осоговски, Јосиф архиепископ Солунски, Агатангел Битолски, нашиот патрон и заштитник на нашата црковна заедница, светиот Ѓорги Кратовски, маченик, светите Киријана Солунска, Никита Серски, Матрона Солунска, Јован Кукузел, Александар Солунски, Еразмо Охридски, Нектари Битолски, Атанас Спасо Радовишки, Васа Солунска, светата великомаченичка Злата Мегленска, светите Евтими Солунски, 15-те Тивирополски, односно струменски маченици, Роман епископ Македонски, Николај архиепископ Солунски, Зинови и Зиновија Егејски, Тесалоникија, Ангел Лерински, светиот Христо и Никодим Охридски, како и преподобните Петар Мегленски, Иларион Мегленски, Акакел Серски, Диониси Костурски, Дјакон Јаков Костурски, Петар Атонски, Теофил Македонски, Давид Солунски, Атанасије Атонски, Никодим Елбасански, Јован Вилски, како и ново канонизираните, драги браќи и сестри, први во поновата историја на македонската православна црква Охридска архиепископија, а тоа се пречистанските бидовските маченици, како и сите знајни и незнајни македонски светители. Па така еве, драги браќи и сестри, утре да исполниме нашата црква Свети маченик Ѓорги Кратовски, која се наоѓа овде на 12-та милја помеѓу Истерн и Мидълберг, да му принесеме молитви на Бога за наше телесно здравје и духовно спасение.
Исто така, драги браќи и сестри, за било каква потреба да имате, може да ме побарате мене, вашиот парохиски свештеник, Горан Трпчевски, во било кое време, 24 часа во денот, 7 дена во неделата, на мојот директен мобилен телефон 586 216 0648. Била каква потреба да имате, јас ви стојам на располагање. Се гледаме утре на служба, а исто така уште еднаш да ве подсетам дека работи и нашето црковно училиште под раководство на професорката Снежана Филковска-Блажевска, како и другите волонтери од нашата црква. Бог да ве благослови, нека е за многу години. Амин. Голема благодарност и до Оро Македонско за отстапениот простор. Да, и слушатели, спонзор на црковниот прилог е Ацо и Менка Атанасовски Бабунски. Најубави честитки, Господ здрави да им дади и се најдобро. Значи, спонзори на црковниот прилог е Ацо и Менка Атанасовски Бабунски. Имате убави заби и здрава насмевка. Јас, Марија, ви го препорачувам доктор Велко Димович, лоциран на 9001 15 милја во Стерлинг Хајтс, или тоа е 2 до 3 блока источно од Вен Дајк на 15 милја. Доктор Велко Димович работи брзо, квалитетно и со многу поволни цени и за оние кои немаат здравствено осигурување. Можете слободно да се обратите на македонски и на српски јазик. Јавете се веднаш да закажете со доктор Велко Димович на 586 979 6060 586 979 6060, кој се наоѓа на 9001 15 милја во Стерлинг Хајтс или 2 до 3 блока источно на 15 милја од Вен Дајк. Godina po godina, malo stani pomila. Što li praviš Jovane, zato more, otide na pečava, preko more, tekla, nedela, i se stori godina, para, prokleta, malo stani od leta, tekla, nedela, i se stori godina, godina po godina, malo stani pomila.
слушатели, следуваат вести директно од Македонија. Доколку изразувате желба да бидете спонзори бар еднаш годишно на овие вести, телефонирајте ми на 810-335-5552. Вести со мојата колешка Фиданка. Добар виден, среќен виден, драги слушатели на македонската радиопрограма Оро Македонско од Детройт. Добар виден, колега уредник Бошко Рајчевски-Пелистерски. Следи изборот на вестите за ова јавување. Новиот македонски амбасадор во Соединетите Американски држави Васко Наумовски, кој ќе биде и новиот преговарач во идните средби околу името во Њујорк, заминува во Вашингтон со една порака, дека македонскиот став во така наречениот спор со името е непроменет и дека останува онаа позиција на државата тој така наречен спор да биде затворен. Меѓутоа е неможно, поради абсурдните барања на Грција да сме се прекрстеле во се, на секаде и за секогаш. Едноставно бараат да се самоизбришеме. Меѓутоа тој филм нема да огледаат. Новиот амбасадор во Соединетите Американски држави Васко Наумовски рече дека особено ќе работи за дополнително јакнење на македонско-американските односи на сите полиња, но ќе се ангажира и околу строгиот режим со визите и нивното можно укинување. Чешката република ја поддржува Македонија на патот кон НАТО и европското семејство. За време на официјалната посета на оваа земја, премиерот Никола Груевски и неговиот домаќин Бокуслав Соботка ги отворија вратите за многу поголема економска и трговска соработка. Аргументите во спорот со Грција се на наша страна, изјави претседателот на Републиката Ѓорѓе Иванов, коментирајќи ги последните антимакедонски изјави од Грција. Вели дека Атина реагира нервозно, имаат некој страв, оти многумина веќе не им веруваат. Во 1993 година ја убедија меѓународната заедница дека користењето на името Македонија било закана за регионот без никакви аргументи. Сега други членки увидоа дека аргументите се баш на наша страна, како што рековме. И со тоа што не блокира Атина создава безбедносен проблем во регионот. Европската унија се соочува со внатрешни проблеми и за 5 години, до кога рековоти нема да примаат нови членки, не знаеме во каква форма ќе биде, изјави Иванов. Москва досега не се противеше на зачленувањето на Република Македонија во НАТО, меѓутоа некои ги изненади изјавата на рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров, кој рече дека ширењето на оваа воена алијанса кон Македонија, Црнагора и Босна и Херцеговина може да биде грешка, па и провокација. Македонската влада излезе пред јавноста сооче за тоа што сработила во првите 100 дена од нејзиниот избор. Премиерот Никола Груевски со целиот состав од министри зад него образложи дека за 100 дена владата комплетно завршила 116 проекти, кои му биле ветени на народот со рокови пред изборите, а 554 проекти се во фаза на реализација. Во првите 6 месеци, според Груевски, во економијата и покрај кризи и проблеми, Македонија има највисок пораст во европски рамки, а земјата не е презадолжена. Се градат 3 автопати кон Охрид, Типи, Гевгелија, како и патишта во повеќе села и градови. Како посебно успешни ги оцени премиерот инвестициите од странство, кои се побројни. Невработеноста дојде до 28%, таа и натаму е многу висока, но е сепак најниска последниве 15 години. Како стратешки приоритет и интерес на Македонија останува влезот во Европската унија и НАТО, рече Груевски на 100 дена од како оваа влада седна во кабинетот. Опозицијата излезе со критики. А надворешниот долг на земјава не е загрижувачки и ние сме умерено задолжени, тврди гувернерот на Народната банка Димитар Богов. Секако мора да се води сметка економијата да има капацитет да може да го враќа борчот кон странство и затоа со анализите гледаме 3 до 5 години напред, за да не се дојде до ситуација државата да не може да го враќа тоа што го зела, порачува гувернерот на Народната банка на Македонија Богов. Македонија е ставена меѓу 14 земји во светот која од УНЕСКО добива сертификат за резерватот Охрид Преспа. Тоа ќе биде заштитено подрачје со преубавата и богата природа, со бисерните Охридско и Преспанско езеро. Мора да се стори се за да се зачува и за идните генерации, како и да се развива туризмот, за да види светот какви се убавини има Охридско-Преспанскиот регион. До 2040 година од рудникот Иловица на планината огражден на истокот од Македонија, канадската фирма Euromax планира да извади 70 тони злато и 411.000 тони бакар. Во рудникот кој го добија на 30 години користење, според досегашните информации се откриени 237 милиони тони резерви на руда. И по 19 години, до ден денешен, остана мистеријата, кој беше организаторот и кој го изврши атентатот на тогашниот председател Киро Глигоров. На 3 октомври пред 19 години во центарот на Скопје беше кренат во воздух автомобил бомба со 20 кг експлозив, баш во моментот кога автомобилот со Глигоров поминувал на тоа место. Председател беше тешко ранет во главата, а неговиот возач загина. 5 мина беа повредени, од кои некои случајни минувачи. Еден почина.
Во изминатите години се ширеа разни верзии кои стоеше за добидот да биде ликвидиран Глигоров, но истрагата не даде резултати, иако било направено легитимирање на 188.000 лица, претресени или проверени биле 33.000 куќи и објекти и 115.000 возила, 30 на лица беа приведени па ослободени. Во книгата Воен танц, издадена во Лондон 2 месеци пред атентатот, ова злодело било опишано речиси прецизно. Инаку, кога се уште нацијата беше во шок, таа 1995 година е подпишан и договорот со Грција, во кого се е апсолутно на нивна страна, се по нивни аршин, освен еден член во документот кој ја штити Македонија. По преживеаниот атентат, председателот по 3 месеци се врати на своето работно место и напиша книга. Глигоров изјави дека добивал закани, но никогаш не откри дали знаел од каде доаѓаат тие. Во Атина предизвика разноразни коментари една фотографија на која подпредседателот на собранието Антонио Милошевски, искачен на планината Олимп, го развива македонското знаме со сонцето од Кутлеш. Да е трагикомиката поголема, градоначалникот на општината Олимп дури побарал тој да биде прогласен за персона нон грата. На фронталните напади Антонио Милошевски одговори дека во Грција дошол како турист и планинар, а не со официјална некаква функција. И претерани се реакциите поради фотографијата со 16 зрачното знаме на Олимп. Тој рече дека знаеот и не постои член во времената спогодба меѓу двете земји, подпишана пред 20 на години, која би им забранувала на приватни лица да се искачуваат на планини и во рацете да држат што сакаат. Ама постои членот 11 од спогодбата, кој јасно ја обврзува Грција да не ја попречува Република Македонија во меѓународните организации. Така пресуди и Меѓународниот суд во Хаг. Милошевски уште рече: не знам што ќе најдат археолозите во новата гробница кај Костур, но знам дека нема да најдат ниту извод од книгата на родените, ниту пасошот на Александар Македонски. Од Црната хроника. Во тетовското село Палатица полицијата пронајде стебла канабис. Од ова село апсени се и двајца млади кои се испотепали и тешко повредиле нивни врсник од Желино. И во Гостивар крвава пресметка. Откако се напиле во дворот, двајцата комши почнале кавга која завршила со 3 удари од нож во грбот на 19 годишно момче. Во сообраќање несреќа на патот Гостивар Кичево 3 лица се потешко повредени при директен судир на 2 возила. На граничниот премир Блато кај Дебар фатен бил албанец во обид да внесе експлозив во земјава. И уште ова информација. Низ цела Македонија мириса на печени пиперки и ајвар, на сладко и турши, на младо вино и печени костени. Некои не прашуваат колку чинат пиперките, туку купуваат за ајвар и лутеници да направат. Не сака да се остават по долгите месеци без традиционалната добра земница. Слушаме дека и македонки од Детроит приготвуваат ајвари, па дури во некој маркет 2 тетовки се степале за пиперки. Не знаеме која издегла поерба, па ма се расчуло дека наводно паднали шлаканици. Во Македонија имаше надпревар во Гевгелија кој поубаво сладко од смокви ќе направи. Во Штип се организира пастр Мајлијада, а наскоро ќе биде и во Велес. Во Валандово ќе си ги одмерат мајсториите кој подобра ракија ќе свари. И така натаму, и така натаму. Драги мои македонци, драги слушатели, уважени почитувачи на оваа радиопрограма, тоа беше се за денес. Поздрав од Македонија, имајте убав ден и добра мисла. Драги слушатели, спонсор на денешните вести е Слободан и Лепа Гавриловски од Famous Fried Chicken. Слободан рече ќе бидам спонсор под услов ако се испе неговата песна Непроштено, а ние одовде од студиото му ставам уште еден услов да припреми убав чикен за мојот инженер James. James, did you stop to Famous Fried Chicken? I haven't gone yet, haven't been up there lately, but I hear lots of good things. Everybody I know that's been there said they received the import chicken from Macedonia. Can you believe it? When I was in his village in Neprošteno, which we're going to play the song now, his father told me, you can take any chicken, but don't take my rust, because if you take that, I'm not going to have any more chickens. So, Slobodan, did you hear that James, after the program, or later on, is going to stop over there, and I want you to treat him good, because he's doing a lot of favors for me. Okay, thank you. Thank you. Драги слушатели, исто така после нашата програма немојте да заборавите да гледате Macedonian TV шоу Гласот на иселениците на intvau.com. Секоја сабота, понеделник и четврток, 12 часот на пладнет и 7 часот на вечер. А сега следува песна Непроштено.
zlo da je zakopano, može takav da je podobro, sve to zlo da je zakopano. Koliko vredat naši dvorovi, znaj da sve to nema sporovi, sve što beše da je posledno, večno da nije neprošteno. На мојот внук Даниел му посакувам добар престој во Охрид. На прашањето како го сакаше Охрид, тој рече Охрид го сакам повеќе од Скопје, а станот I love it. It's small, but it's cute. Даниел, имајте добар провод, те сака дедо. Me too, дедо. Ниту еден ден не чекавме и од пепел пак го кренавме. Нови куки, старо името, има зошто е непроштено. Нови куки, старо името, има зошто е непроштено. Колку вредат наши дворови, знај на светот нема спорови, sve što beše da je posledno, večno da nije neprošteno. Вакви песни, драги слушатели, и уште многу други ќе можете да ги слушате во живо во Романса ресторан. Романса ресторан се отвори веќе и секој ден е отворен, а петок, сабота и недела има наша музика. Романса ресторан се наоѓа на Рајнрод и 11 мајла. Кога ќе ви дојдат гости и сакате да ги однесете на кебапчина и на наша домашна скара, а наша музика
право место е Романса, ресторан кој се наоѓа на 11 мајла и тоест на Райн Род и 11 мајла. Джеймс? Ресторан Нью Романса е отворен од 11 ујутро до 2 сата после поноќи од уторка до неделје. Ресторану е потребан кувар и конобарица. Петком, суботом и неделјом жива музика, а за информација о томе кој е извоđач за предстојачи викенд, позовите ресторан на 586 754 1500 или мобилни 586 495 6891. Драги слушатели, United Macedonians од Детройт по петти пат ве поканува на гала банкет во сабота 25 октомври во Македонскиот културен центар на Света Богородица на Райн Род и 19 мајла. Ке свири за вас ке пее Сојна Лозановска, естраден уметник од ТВ Тера Битола, заедно со Оливер Бен. Вратите се отворени во 6 часот, а коктел во 6:30. Влез $50, во кој е вклучена богата вечера со пијалоци за деца до 12 години бесплатно. Главна атракција ќе биде доделување на стипендии на ученици во Македонија и на тукашни студенти од македонско-американско потекло. Во една нова вечер на нашиот починат брат Мишко Васовски ќе му се додели почит за неговата дадена несебична работа како подпредседател на United Macedonians American of Detroit. Овој свечен банкет ќе оди под мотото Proud to be Macedonian. Ако вие сте горди што сте македонци, тогаш повелите дојдете во сабота 25 октомври во Македонскиот културен центар за превојување на студентите до 10 октомври, а за резервации кај председателот Тамбеов, Брајан Цветковски или Лили Симов. Секој капал ќе добие бесплатно CD и аудио касета спонсорство од 21 United Realty and Property. Во една нова гала банкет од Торонто ќе ви се представи со 12-минутна театарска представа. Направете резервација, ќе бидете многу интересно. Сабота 25 октомври во Македонскиот културен центар во Стерлинг Хайтс. Join us Saturday, October 25th as the United Macedonian Americans of Detroit present Proud to be Macedonian, organized to benefit Macedonian orphanages and student scholarships. Уште еднаш да повториме, драги слушатели, дека денес црквата Свети Климент Охридски од Дирбон одбележува златен јубилеј, доделување на плаката за заслужени дејност на мистер и мисис Майк and Маријан Илич. Please join us tonight at the St. Clement Orthodox Church Banquet Center for the Golden Gala celebration honoring Mike and Marian Illich. И до крајот на програмата ќе имаме интервју, ќе ви кажеме, но сега ќе одиме со commercial номер 10, Джеймс. Драги слушатели, ја слушате македонската радио програма Оро Македонско. Royalty House, сала со капацитет од 100, 200, 500 илјада души за беритби, крштавки, шаор, свадби или било какви моменти би стои на располагање Royalty House. Вкусна храна, ниска цена, а голема комоција, побарајте Royalty House. Royalty House се наоѓа на 8201 источна 13 мајла, само еден блок источно од Вендек. Телефонот е 586 264 8400. За недела имаат специјална цена ако спомните Оро Македонско. Royalty House на 13 мајла и Вендек. Телефонот е 586 264 8400. Оро Македонско. За да имате убави бели заби и прекрасна насмевка, обратете се во заболекарската ординација на доктор Луис Кацис. Новата локација е на Рајан 16-та милја, а нивниот телефон е 586 264 2000. Доктор Луис Кацис и целиот негов персонал зборуваат македонски, ги прифаќаат повеќето здравствени осигурувања. Заболекарската ординација на доктор Кацис се наоѓа на Рајан 16-та милја, а нивниот телефон е 586 264 2000. Our dedicated Orthodox garden.
As the only cemetery in southeastern Michigan to offer a dedicated Orthodox section, we ensure that all graves face east and that candle boxes are permitted throughout the year. While pre-planning is not a subject you may think about daily, we encourage families to make arrangements prior to need. This can relieve your loved ones, spouses, children, and other family members from the burden of making final burial decisions during a very sad and stressful time. With pre-planning, the payment plan can be handled in advance, ensuring further peace of mind. You can pick out a space near family and church members, friends from back home, or neighbors if you plan ahead. Mention this ad, and for a limited time, I'll help you with your purchase by discounting 10% off all pre-need property. Remember, come visit our Orthodox garden at Guardian Angel Cemetery in Rochester and consider pre-planning now for peace of mind. Call me, Joy Jewell, at 248-601-4188 today to learn more. That's 248-601-4188, or visit us online at www.guardianangelcemetery.com. Драги слушатели, во денешната програма ќе направиме едно кратко интервју со професорката по историја Виолета Ачковска, која добро ги познава работите од историски карактер, за кој што денове излезе и книга, името е Нашата татковина, во која со десетина автори е издадена оваа книга. Професорка, што содржи вашата книга? Навистина, секој човек кој ќе ја земи во рака оваа книга, не само ние македонците, дека ние ќе знаеме својата историја, знаеме кои сме, што сме, но оваа книга е за секој странец кој не е запознан со македонското прашање и кој така лесно ни наметнува дека треба да го промениме името, само со мали отстапки така натаму. И книгата ни 7 есеи обработува еден долг период од македонската историја, од антиката, од Библијата до денешен ден. Сите оние клучни моменти низ кои поминале македонците во нивната историја, и особено последниот дел кој го пишува Аристо Николски, кој зборува за кршењето на меѓународното право на заедницата во однос на притисоците за менувањето на македонското име. Многу се интересни надписите, еве, например, во вид на 7 есеи напишани Македонија, македонците во Библијата од Ефтин Клетников, или есеи за македонскиот идентитет од Стефан Влахов Мицов, дека македонците не биле грци, односно хелени од Дардан Венецки, грчкиот екзодус во македонски врз македонците, текст на Русијаков, од Георги Барбаровски, исто еден прекрасен есеј зошто не смееме да го смениме името, и на крајот доаѓа Аристо Николски со новото македонско расцепие, односно најновите приписоци кои последните ние овие години ги доживуваме како држава, бидејќи не се работи само за промена на името, туку ние сме секојдневно во една блокада во притисоци од меѓународната заедница за да го промениме не само името, туку и сопствениот идентитет. Така што книгата преведена на англиски јазик ќе може речиси сите политичари кои
покажуваат барем добра волја да се запознаат со македонската вистина, многу аргументирано да ги видат сите факти за Македонија и за Македонија. Новиот амбасадор Васко Наумовски во Вашингтон ДС, мислам на новиот амбасадор, македонски амбасадор за Америка Васко Наумовски, ќе зборува како да се обедини иселенишвото. После Букурештскиото одбивање за НАТО пред неколку години, притисокот стана многу неподнослив кај нашиот народ. Да, мислам дека тие додавки веќе треба една за секога да се избришат. Тогаш имавме огромен притисок од Соединетите Американски држави и од целата меѓународна заедница, но сепак сметам дека не треба да се отстапува. Без оглед политиката е едно. Тие мора да водат некои дипломатски компромиси, но мислам дека било кој политичар кој би подпишал било каква промена на името останува со црн белек во историјата и дека нема да му прости никоја идна генерација од македонци. Тоа ни се случи со привремената референца во Обединетите нации, за која господинот Киро Григоров не убедуваше дека привремено набрзо ќе биде, а гледате, ние добивме едно такво погрбно именување како фиромци, како некаква поранешна држава и република и веќе трае тоа 20 и неколку години. Значи, тоа е многу погубно кога се прави. Но, од друга страна, знаете вие колку е силна Америка и дека таа води меѓународната политика. Гледајте што се случи во Украина, насилно рушење на власт и така натаму, секој ден со тие мали нестабилни држави, иако Украина е голема држава, но сепак е сиромашна држава. Значи, како се прават тие меѓународни притисоци. И веројатно пред таквиот страх, нека од нашите влади или политичари некогаш прават отстапки. Но сметам дека секоја отстапка е погубна, бидејќи од ден на ден ние ќе изгубиме не само името и идентитетот, туку ќе изгубиме државата, бидејќи ако немате име и не сте именуван народ, позициониран со историски легитимитет во времето, во просторот, дека и тоа е пат кон губење на државата. И мислам колку побрзо тоа стане свесен секој македонец и секој македонски политичар кој во позиција да носи некаква одлука, тоа мислам дека не е спасот. Но јас не сум политичар, значи како историчар, како македонец, како патриот и како вас сите кои знам во Австралија колку ве боли тоа и колку ви е важно името, бидејќи тоа е навистина нашата татковина, значи не треба да се остапува и треба да се издржува. Професор, ајде речеме политичарите се кријат за малото прсте, така да наречено. Зошто треба да преговараме ние, немаме проблем со нашето име? Јасно. Навистина, мислам, ова група на интелектуалци, една група околу нив кои од првиот ден, што од 91 година до денес не сме го променили ставот за името, значи, тоа е мала група. За жал, јас секогаш што го повторувам, нам македониците ни се случуваат пропагандите од 19 век, нашето неединство. Ако ние сите имаме консензус кон непромена на името, на идентитетот, кон прекинување на се она кога станува збор за нашето име, кој сака да го допре нашето име, ќе биде многу полесна работата. Мислам, нас самите ни се отежнува работата, бидејќи ние внатре имаме луѓе кои викат, па ништо не е северна, јужна и така натаму, знаете, кои не расчистиме со самите себе си дека било една буква да се промени од тоа име, од тоа збор, веќе ние не сме тоа што сме, веќе немаме историја, немаме идентитет, ние од нула треба да градиме нов идентитет и нова историја. Не го сваќаат тоа. Втората работа која не ја сваќаат дел од интелектуалците наши, новинари, јавни личности, кои така лесно, ефтино се продадени и перманентно работат во интерес на Грција. Ова последниот случај само со опозицијата која не сака да влезе во парламентот, после едни регуларни парламентарни избори, и тоа сега ни го поставуваат како услов дека ете ќе ви одземиме правото на преговори таму со Европската унија, бидејќи опозицијата не влезе. Се е тоа фингирано, темпирано однадвор. Ништо кај нас случајно не се случува. Значи проблемот е што и ние имаме дел од тие интелектуалци кои се лесно продадени и од медиуми, и од новинари и така натаму, и создаваат едно неединство и дилеми во однос на
ете, малку ќе го промениме името, една рака ќе ни сетат, ама пак ние човек без една рака ќе бидеме. Значи, суштината е тоа и за мене тоа многу болно, не единството, значи, на македонците во однос на креирањето на името. Јас недавно имав едно интервју во вестникот Факти и тоа го потенцирав. За мене е неприродно во парламентот да се прават коалиции со албански партии кои си имаат своја друга агенда, а македонските партии немаат единство, не влегуваат во парламентот опозицијата, кога се клучни моменти во кои треба Македонија да застане со политичко единство и со политички консензус во однос на името, идентитетот, сето она што ни се случува со нашата меѓународна положба, меѓународна позиција на Македонија и така натаму. Значи, сметам дека клучот е во нашето неединство. Две работи. Треба ние да поставиме единство во однос на националните приоритети и национална програма за која треба сите да застанеме, како што најголемиот дел од нашата диаспора застанува за тоа прашање, значи внатре, кај нас треба тоа да се постигне. И втора работа, секако економскиот просперитет, кој пак е врзан со надворешниот фактор, нас не се пресекуваат многу извори, многу фондови и така натаму. Значи сето тоа е насмислена блокада, насмислен притисок кој се врши врз Република Македонија. Сепак не би се согласила со вас дека ние попуштаме пред тоа. Мислам дека сега Македонија е многу посилна него пред 5 и 10 години, кога луѓето има илузи дека ова е спор за името. Сега на многумина им станува јасно внатре на Македонија, дури и на членови од опозиционите партии, без оглед на идеологијата, тие си ја носат во срцето Македонија и си ја сака собствената држава. Значи, на многу повеќе граѓани им станува јасно дека не се работи за името, се работи за правото на државотворност на македонскиот народ. Тоа право нам ни го одведува на меѓународните конференции 1913 на Букуреш и на претходните конференции, исто и на Версај, и се работи македонскиот народ да нема држава. Ако немате вие држава, секој што сака со вас ќе прави, немате куќа кај да живеете, ќе бидете бездомни. Значи, нас домот ни го земаат. И тоа се повеќе граѓани на Македонија го сваќат и дека мислам многу дека ќе им биде тешко на било кој политичар да спроведува некоја надворешна агенда за промена на името. И затоа сметам дека сме ние сега многу посилни, бидејќи многу повеќе граѓани од Македонија сваќа што е суштината на спор. За жал, професорке, вие сте во право, но често пати споменувате граѓани. Би требало да се обраќате до нацијата. Ние сме македонски народ. Кај на се уште нацијата не е изградена нација држава. И затоа го потребувам во смисол дека и оние кои не се македонци треба да застанат за таа држава, но за жал многу да се застануваат. Проблемот е во тоа. Иначе јас многу знам дека ова држава е држава на македонскиот народ, а нам 2001 година не направија држава на етнички заедници, а не држава на македонскиот народ. И тука е нашата трагедија со рамковиот договор, фингирана однадвор, фингирана војна и така натаму, со кој јас не можам да се помирам. И се сеќавам дека 2001-2002 година имав некоја емисија во која зборував на македонска телевизија токму за ова и ја забранија таа емисија, не ја пуштија, дека македонскиот народ го изгуби својата државотворност која имаше наслов со рамковиот договор. Па имавме ембарго, ние на група интелектуалци се бунтувавме против тој рамковен договор. Не сме ние граѓани, да сме граѓани добро, етничка заедница сме, како да сме емигранти во собствена држава, што е уште по... Новиот амбасадор, американски амбасадор во Македонија, господин Бейли, во Македонија не нарече Словенија. Ние не сме Словени. Ние имаме свој македонски јазик, а не словенски јазик. Да. Словенски јазик зборуваат и србите, и хрватите, и русите, и не знам кој. Секој си има свој кодифициран јазик. Ние си имаме кодифициран македонски јазик. Не зборуваме словенски јазик. Зошто не кажува за русите дека зборува словенски јазик? Си зборуваат руски јазик. Значи, тоа се личности, значи, аморфни, без елементарно чувство кон нацијата и љубов кон нацијата,
кои на таков начин ние страдаме од таквите. За тоа ви зборува во предходниот пат. Од такви квази интелектуалци кои немаат доволно доза на љубов кон нацијата, кон историјата, кон државата. Са не све политичка прагма во која гледаат тие да профитираат од такви. Драги слушатели, го слушнате интервјуто што го направивме со професорката по историја Виолета Ачковска и на вас е да вие самите си донесете своje размислување, наше е да ви сервираме, ваше е да заземите свој став. Остануваат уште 10 минути до крајот на денешната програма да ви спомниме дека Оро Македонско можете да го слушате денес во 3 часот на 14:60 и утре сабајле на 6:80. И пак да ви споменам, бидете припремени да ја гледате денешната телевизија во 12 часот. Ево полека зборувам, една жена рече брзо кажуваш. Ке одите на вебсайт, значи на интернет на INTV.EU. Значи 4 букви се INTV.EU.com. Ке гледате гласот на иселинците. 8 Macedonian филмски фестивал сабота и недела 25 и 26 октомври во Торонто во Картун Синема кој се наоѓа на Јанг Стрит и Картун 100 години од правењето на филм со браќа Манаќи. Романса ресторан, драги слушатели, веќе се отворе и секој ден работа, а секој петок, сабот и недела има наша музика. Овој ресторан има потреба од кенлери и кувари. Ресторанот се наоѓа на Райнрод и 11 мајла. Се извинувам. На Райнрод и 11 мајла Романса ресторан. Секој ден е отворен, а петок, сабот и недела има наша музика. Атко USA, ова продавница се наоѓа на Шејнери 22 мајла, има потреба од двајца пекари, доколку го знаете пекарскиот занајат, работата ве чека уште утре на телефон кај Звонко и Бети, во Атко USA на телефон 586-739-6690. Следува и ова народна песна Шална вест. Пред една недела во Чикаго на 84 годишна возраст почина уште една љубанска домакинка Веса Стојковска-Паспаловска. Бог да ја прости и нека ја вечна слава. Погребот ќе се изврши во Љубено, кај низиниот сопруг Борис Стојковски. Останаа да жалат керката Милица и синот Светко со своите фамилии.
пространства. Драги слушатели, еве имаме уште 5 минути, ќе направиме малце реклама за Романса ресторант. Джеймс Гет ради Романса ресторант, да ви кажеме дека на Романса ресторант се наоѓа на Райнрут и 11 мајла, има потреба од двајца, кувар и кенлерки, конобарици, како што вели Симо. Направите што побрзо, за да некој не ви го земи местото, а кога ќе ви дојдат гости, можете да ги носите овде на домашна скара, секој петок, сабота и недела има и наша музика. Романса ресторант се наоѓа на Райнрут и 11 мајла. Play the Romansa, James. Ресторан Нью Романса е отворен од 11 ујутро до 2 сата после поноќи од уторка до неделје. Ресторану е потребан кувар и конобарица. Петком, суботом и неделјом жива музика, а за информација о томе кој е извоđач за предстојќи викенд, позовите ресторан на 586 754 1500 или мобилни 586 495 6891. Драги слушатели, уште еднаш да ве подсетиме на големата забава, тоест гала банкет, која ќе се одржи на 25 октомври. Значи дадовме доста реклама, и јас и Джеймс овдека во студиото, и останува да вие само направите резервација што поскоро, а ќе бидете и пријатно изненадени. Телефоните за резервација за 25 октомври, на там беов председателот 248-351-1818, Брајан Цветковски 313, некој телефонира, 313 од Брајан, 414-2089 и Лили Симов 2486-6508. Во овој момент ни кажа, драги слушатели, уште еден љубенец умре во Љубено, Владе Грковски, Бог да го прости, се измача доста и тој и фамилијата, нека му е здрава и жива фамилијата и Бог да го прости од наша страна. Соба, драги слушатели, нашата радиопрограма за денес ја завршуваме. До слушање до идната сабота на иста радиостаница и во исто време. За сите информации, јавете ми се во секое време на телефон 810 335 5552. Ви посакуваме пријатно расположение. The views expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WNZK. WNZK has available a few good hours of airtime for a few good programs to serve their communities. Radio is better than ever in targeting an audience that listens to what you say.